Благодарам, председателе. Почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Завршивме со амандманската расправа за буџетот за 2025 година и еве денес на пленарна седница имаме расправа за буџет вреден 6,5 милиарди или како што сака да каже владата, најголемиот буџет досега. И што е заклучокот од амандманската расправа? За прв пат во историјата на собранието власта не прифати ниту еден амандман на опозицијата. Не прифати ако имаше реални амандмани, амандмани со чие прифаќање ќе се придонесеше и кон подобрување на состојбите во одредени области, меѓутоа најмногу кон подобрување на животот на граѓаните во локалните самоуправи, на секако и подобрување на животот на најранливата социјална категорија на граѓани во државата. Но за жал имаме власт која што е суетна, власт која што е манипулативна, власт која нема демократски сенс, која покажува невидена ароганција и власт која што смета дека е најдобра и со лажен пиар, кој што го слушаме изминативе 6 месеци, сака да ги убеди граѓаните дека е најдобра. Власт која што секогаш дефокусира, кога во јавност излегува некаква афера поврзана со неа, власт која што и после 6 месеци не може да свати дека не е опозиција и се однесува како некој друг да е на власт, а таа во опозиција. Предлог буџетот за 2025 година е прв буџет кој што оваа власт го предлага и во кој требаше да ги видиме сите оние политики и мерки кои што се ветувани во предизборната платформа 1198, кои би требало да донесат подобар живот за граѓаните и економски развој на државата. За буџетот за кој што расправаме, слободно може да кажам дека од тоа што е ветувано во платформата 1198 нема да има ништо. Ниту подобар животен стандард за граѓаните, ниту пак економски развој на државата. Тоа што го имаме во буџетот е пред се. Буџет кој што е нереален, нималку развоен, туку трошковен, недомакински, предизборен и најважно од се, невизионерски, неинвентивен и буџет на нови долгови и нова изгубена година за економијата и за граѓаните. Буџет со кој што се предвидува нереален раст на БДП од 3,7% наспроти проекциите на Светска банка од 2,5% и Народна банка од 3,3%. Зошто е нереален, укажуваат и голем број на експерти кои што дадоа оценка за предлог буџетот и за проекциите на владата. И очигледно тоа што 2025 година е година која ќе се одржат локалните избори има влијание и една ваква проекција со право ја сметаме за предизборна. А очекувањата се дека кој ќе дојде на ред ребалансот на буџетот секако ќе има корекција и ќе се приближиме кон проекцијата на Светска банка во однос на растот на БДП. Имаме буџет кој што покажува дека фискалната политика нема компас. Македонија е единствена земја во регионот која не прави во 2024 година и не планира за 2025 година фискална консолидација. Имаме буџет со кој владата проектира буџетски дефицит од 4% од БДП, што е спротивно на законот за буџетите, каде јасно стои дека дефицитот не смее да надмине над 3% од номиналниот БДП. И со тоа владата испраќа порака дека законите важат за сите, меѓутоа не и за неа. Сите други земји во Западен Балкан уште во 2024 година буџетскиот дефицит го сведува под 3%, што представува и мастришки критериум. Проектираниот буџетски дефицит е јасен показател дека владата нема никаква намера за ред во јавните финанси. Имаме буџет кој ги задоволува потребите
на 24 министри и нивните кабинети, меѓутоа не и на граѓаните. Имаме буџет во кој што не се приоритет граѓаните, особено ранливата категорија на граѓани. Ако го погледнеме буџетот на Министерството за социјална политика, демографија и млади, сето тоа ни се потврдува. И затоа ниту во амандманската расправа, ниту пак денес овде, никој од колегите од власта не го спомна буџетот на социјална политика, на Министерство за социјална политика, демографија и млади, затоа што таму најмногу се крати, а таму се крати од најранливите. За жал, владата со овој буџет најмногу крати кај социјално ранливата категорија на граѓани, крати кај социјалните услуги, кај трансферот до националните сојузи на инвалидските организации, крати кај лицата со попреченост и кај услугите кои што се насочени токму кон нив. Крати и кај сите оние граѓани, а најчесто тоа се граѓанки, кои се вклучени како негователки, кај провајдерите давателите на социјалните услуги. Владата крати кај активностите насочени кон борба со насилството врз жените и семејното насилство, и иронијата да биде уште поголема, додека го слушавме експозето на министерката, во салата Борис Трајковски се одржуваше конференција за борба против семејното насилство, а токму оваа влада крати најмногу таму. Крати им на трансферот кон Црвениот крст и кон општинските организации на Црвениот крст како еден најголем давател на социјалните услуги. За да дознаат граѓаните каков буџет имаме и колку тој ги пресретнува нивните потреби, ќе бидам конкретна преку бројки од самиот предлог буџет. Во ставката за трансфери кон националните сојузи на инвалидските организации, Црвениот крст и граѓанските организации кои што работат на борба против семејното насилство и насилството врз жените, трансфери согласно Законот за игри на среќа, нашата социјално емпатична влада средствата ги намалила дури за 25%. Од 80 милиони ги намалува на 60 милиони. Средства кои што значат функционалност и спроведување на активности за слепи лица, глуви и наглуви лица, за лица со телесен инвалидитет, за трудови инвалиди и за лица со интелектуална попреченост. Онаму каде што е најтенко, таму оваа влада кине. Средства кои што многу значат и за организациите кои што работат на спречување на насилството врз жените и семејното насилство. И тоа е таа порака што ја испраќа владата во делот на борбата против насилството врз жените и семејното насилство. Не паметиме од кога буџетот во овој делот на Министерството за социјална политика, демографија бил намален или бил 60 милиони. Не паметиме од кога вака да се крати за оние на кои што тие средства им се најнеопходни. И да дојде до поголем израз таа емпатично, секако иронично, на владата, со буџетот удира и кај социјалните услуги помош и нега во домот за стари лица и помош и нега во домот за лица со попреченост, кои што се воспоставени во околу 40 единици на локалната самоуправа. Удира и по личната асистенција за лицата и децата со попреченост. Удира по целиот систем или целиот процес на деинституционализација. Во ставката деинституционализација и социјални услуги од 500 милиони во 2024 година, во буџетот за 2025 година е намалено на 335 милиони денари, од кои само 190 милиони денари за трансфери кон давателите на социјалните услуги. Социјална држава и подобрување на квалитетот на животот не се постигнува со кратење на средства за најранливите. Погледнете си, колеги од ВМРО, платформата 1198, делот на социјална грижа за најранливите, и засрамете се. Многу ветувања и никаква реализација, дури и укинување на можности кои веќе постојат за најранливите категорија на граѓани.
Исто е и кај социјалните надоместоци и права од областа на социјална заштита. Речи си иста сума и во буџетот во 2024 година, како во буџетот во 2024 година и сега во 2025 година. Зголемена за усогласувањето што согласно закон треба да се пресмета со исплатата на јануарската исплата на правата од социјална и детска заштита. А повторно ќе ја споменам вашата платформа, каде велите покачување 10% на годишно ниво. Ги излажавте граѓаните. Велите воведување на нови права и зголемување на дел од постоечките права за 20 до 30%. И повторно ги излажавте граѓаните. Ако вашата намера беше честна и не беше предизборна лага, како што во изминатиот период поднесовте стотина измени на закони по скратена постапка, ќе ги поднесовте и соодветните предлог закони за да ги исполнете ветувањата кон лицата со попреченост и кон социјално ранливата категорија на граѓани. Ама ќе требаше да ви се смени имиджот на лажговци, а бога ми тој имидж многу убаво ви прилега. Кога сме кај социјалната заштита, да ги спомнеме и капиталните инвестиции во оваа област. Во буџетот имате предвидено околу 9 милиони денари. Ич пари за вашите ветувања. Изградба на дневни центри за деца и лица со попреченост, изградба на домови за стари лица, и со овие средства кои што ги имате предвидено во буџетот, нема да успеете да ги сервисирате ниту обврските за дневните центри и домови за стари лица кои што се во градба и кои треба да бидат готови и пуштени во потреба во 2025 година. Кавадарци, Македонски Брод, Чешиново, Облешово, Берово, Пробиштип. Тоа се проекти на СДСМ, затоа што ние водевме вистинска грижа која се работи за социјалната заштита, за лицата со попреченост и за старски домови. Отпочнати градби во финална фаза во 2025 година да се пуштат во употреба. И се прашувам со кои средства и како, кога во буџетот немате доволно средства, ќе ја донесете новата владина програма за капитални инвестиции во социјална заштита за 2025 година. Нажи ми мајка, или како и се друго, само лицемерие и лаги. Исто е и со капиталните инвестиции за изградба на детски градинки. Намалени средства во споредба со буџетот од 2024 година од 84 на 82 милиони. И пак ќе се фалите со отварање на градинки кои што СДСМ ги има започнато, СДСМ ги има финансирано, оти за нови пари ќе немате. Тука се и заштитните друштва, 3 пати намален буџет во однос на 2024 година. И овде повторно станува збор за лица со попреченост кои што работат во овие заштитни друштва. И овде повторно си го покажувате вистинското лице за грижа за најранливите. Нема пари во буџетот за зголемување на минималната плата, нема пари за спроведување на обврските од општиот колективен договор за јавниот сектор, нема слух за синдикатите, нема намера да ја реализирате новата методологија за пресметка на платите во јавниот сектор. И накратко да заклучам, затоа што за вашата негрижа пресликана во буџетот може да се зборува многу. Меѓутоа, времето за дискусија на сите ни е ограничено и само ќе кажа. Владата ги разочара најранливите, ги разочара работниците, ги разочара граѓаните во единицата на локалните самоуправи каде што се воспоставени социјалните услуги, ги разочара лицата со попреченост. Со предлог буџетот за 2025 година ги разочара со својата безидејност, лошото и нереалното планирање. И затоа нема да гласаме за ваков буџет, затоа што истиот нема да донесе никаков економски раст, ниту пак подобар животен стандард на граѓаните. Затоа што овој буџет е само едно предизборно манипулирање со граѓаните.
И затоа што тоа е буџет од вас за нас, односно од даноците на граѓаните за џебовите на ДПМН. Благодарам.